До крајот на годинава повеќе категории на граѓани може да поднесуваат барања за субвенционирање на трошоци за комунални услуги за 2024-та, соопшти денеска Александар Крстевски, раководител на секторот за култура, спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита. Право на субвенционирање имаат граѓаните кои што имаат статус на стечени работници, самохрани родители, згрижувачки семејства, деца без родители, приматели на право на социјална сигурност за стари лица, лица кои што живеат на територијата на општина Куманово со навршени 26 години возраст, најдоцна до 65 години возраст, односно интелектуална попреченост, телесна попреченост, потполно слепо лице и потполно глуво лице, како и приматели на право на посебен додаток согласно Законот за детска заштита. Барањата со потребна документација се доставуваат до архива на општина Куманово. Раководителот Крстевски информираше и за остварување на правото на народна кујна на територијата на општина Куманово. Од вкупно поднесени 200 на 73 корисника им е одобрено барањето и тие почнувајќи од утре од 10 до 12 часот во просториите на ученичкиот дом професор Мијалковиќ ќе може да го подигнат бесплатниот оброк. Со завршување на изборниот процес, како што знаете, и формирање на владата, продолжува субвенционирањето на комуналните трошкови за тековната 24 година. Застегнатите граѓани кои до сега веќе ги поднеле барањата и ги исполнуваат условите, ќе можат да добијат позитивно решение, но исто така и оние граѓани кои до сега не го поднале барањето, а ги исполнуваат условите, ќе можат да поднесат барање за категоризација во која припаѓаат. Истите тоа може да го сторат до крајот на тековната 2024 година. Бројот на офатени корисници ќе биде се до искористување на сите финансиски средства кои ни се предвидени согласно мерката и програмата на социјалната заштита во општина Куманово. Исто така, граѓаните ќе може да истото тоа да го проследат на официјалната страна на општина Куманово, kumanova.gov.mk, и сите подетални информации може да се обрадат во одделението за социјална заштита, заштита на децата, здравствена заштита, исто така во општинската зграда во поранешен Козјак. Важно за напомена е дека сите претходно усвоени барања на поднесителите, на кои им е одобрено користење на субвенциите, имаат преки на истата поради изборниот процес кој што претходно го кажав, а за сите што имаат уредна документација и позитивно им е одобрено, веќе ги добиле решенијата за субвенционирање. Од овие реални причини, општина Куманово одлучи да го продолжи рокот за примирање на барања за субвенционирање на комунални услуги, за да може целосно да ги искористиме финансиските средства предвидени за оваа тематика. Со оглед на мерката каде што претходно разговаравме, остварување на право на народна кујна на територија на општина Куманово за тековната 2024 година, почнуваме со реализација од утре. Согласно нашиот правилник, право на користење во овој момент имаат 73 граѓани на општина Куманово, каде што остваруваат право на оброк, кој истото ќе можат да го користат и да го земат во просториите на ученичкиот дом професор Мијалковиќ во Куманово. Сите корисници кои се уредно известени, со нетрпение ги очекуваме да ни ги кажат нивните впечатоци од реализација на оваа нова мерка во општина Куманово. Исто така, одделението за социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при општина Куманово ви известува дека продолжување на мерките за субвенционирање на граѓаните кои се предвидени со програмата за социјална заштита, став 1.3, исто така можат да поднесуваат документи. Утврдивме дека имаме потреба од проширување на категоријата на лица кои се наоѓаат во социјален ризик и исто така покрај лицата корисници на гарантирана минимална помош, тоа е лицата во социјална работа, кои влегуваат во социјална проблематика и лица со многодетни семејства, и лица со право на социјална сигурност за стари лица, се дополнува со уште една категорија, тоа е лица со интелигентна попречност, лица со телесна попречност и потполно слепи лица. За ова мерка се предвидени средства од 5.400.000 денари и се надевам дека до крај сите ќе ги искористиме. Јавниот повик исто така за оваа мерка е изменат и истиот е објавен на официјалната страна,